Јавниот обвинител побара притвор за 7 началници и службеници од СВР Штип. Се сомничат дека директно придонеле во несреќата при која загинаа 59 лица, а 162 се повредени. Според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, се работи за следното. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што починаа 59 лица, а 196 се здобија со тешки телесни повреди. Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во која е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Петтиот, како документарист во ПСО на Кочани, изработил телеграма во која не навел точни и целосни податоци дека во и близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела, додека шестиот во својство на заменик командир и седмиот како началник на одделение за внатрешни работи Кочани, иако знаеле дека има повеќе пријавени нарушувања на јавен ред и мир во и близина на кабарето, истите вака изготвената телеграма ја одобриле и подпишале, со што како службени лица не постапиле согласно прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за кабарето и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето.